Домот за стари лица Зафир Сајто набави нова медицинска и техничка опрема, а распишан е и оглас за набавка на мебел, информира директорот Дејан Стојановски. Според него станува збор за целосно опремување на 17 соби од институцијата, кои што беа реконструирани минатата година. Затоа што како институција домаќински работевме цела година, успеавме да, така да кажам, да заштедиме поголем дел на средства кои што ќе ги инвестираме, затоа што ние не сме профитабилна институција и тие средства како такви ќе ги инвестираме. Веќе поминаа неколку јавни огласи, значи набавивме медицинска опрема која што треба да не биде донесена во домот, набавивме медицински кревети кои што исто така треба да бидат дистрибуирани во домот. Во тек е оглас за набавка на мебел, значи ќе опремиме цел еден реон од домот или 17 соби. Тоа е еден реон кој што го реконструиравме минатата година, меѓутоа заради недостиг на финансиски средства не успеавме да го опремиме со нов мебел. Сега целосно ќе го опремиме со нов мебел. И набавивме техничка опрема, тоа се климатизери за во летниот период, нели кога се оние големи жештини и негде околу 35 телевизори за во собите, практично за да можеме секоја соба да ја опремиме со телевизори и со кабелска телевизија. До крајот на годинава ќе биде реновирани делот така наречен геријатрија, каде што се сместени лица на различна возраст со комбинирани здравствени дијагнози. Реновирањето ќе се реализира соба по соба, соопшти Стојановски, со оглед на тоа што моментално е исполнет максималниот капацитет за сместување во домот. Геријатријата, која што тоа е всушност импровизирана геријатрија како таква, и таа беше спомената во неколку наврати во медиумите. Ние како институција, значи, сме свесни првин од потребите на граѓаните кои што ги имаат. Би рекол дека најголем дел од корисниците кои што се сместени во тој дел, тоа се корисници на кои што можеби не име место во дом за стари лица, затоа што тоа се комбинирани на дијагнози, тоа не се само стари лица, тука имаме и лица кои што се релативно млади, а се сместени во тој дел, затоа што во државата не постојат соодветни институции каде би се згрижиле таквите лица. И можеби во јавноста излезе една таква слика дека тој дел од домот е запуштен, дека условите се лоши, а всушност би рекол дека дури еве и тоа и во неколку наврати го споменавме, колку пати да го реновираме тој дел, тој повторно ќе личи на геријатрија, затоа што едноставно корисниците, таква е категоријата каде што многу често се валка, едноставно не можеш да имаш безпрекорно чист или среден дел како што се другите делови од домот. Меѓутоа, во однос на вашето прашање, она што ќе биде завршено до крај на оваа година, каде што влегува и геријатрија, дел од геријатрија, значи ние вкупно ќе имаме, и тука распишавме еден оглас, и тој е реализиран успешно, фирмата треба да почне да работи, значи вкупно негде околу 3500 квадрати ќе бидат обработени, во смисла обработка на ѕидови со лепак мрежа, бојадисување, емулерисување, каде што и дел од геријатрија ќе биде опфатен и ќе биде освежен како таков. Домот за стари лица Зафир Сајто е институција која што има најголем капацитет во државата за сместување. Исполнет е максимално со 171 корисник. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера во 10 часот лишиле од слобода 30 годишен жител на село Романовце, соопшти МВР. При претрес во неговиот дом извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени 2 пиштоли со рамки и една кутија со 30 куршуми. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат надлежните. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски денеска оствари средба со амбасадорот на Република Казахстан во Македонија Сатибалди Буршаков. На средбата присуствувал и почесниот конзул на Казахстан во општина Куманово Ејуп Абдулахи. Во пријателска атмосфера ја потенциравме досегашната успешна соработка меѓу двете земји, со можност за отворање на нови релации во повеќе области на општествениот систем, кои би биле од значење за граѓаните, информираат од општина Куманово.
Утре ќе се одржи 47-та седница на Советот на општина Куманово со 26 точки на дневниот ред. Пред советниците ќе се најдат тримесечниот извештај за финансиско работење на јавните предпријатија Водовод, Куманово газ, Куманово план, Куманово паркинг и чистота и зеленило. Советниците ќе треба да се изјаснат и за предлог програмата за изменување на програмата за субвенционирање на граѓани за приклучок на гасификациона мрежа на подрачјето на општина Куманово за годинава. Предлог одлука за укинување на имиња на улици со нумерација на објекти во општина Куманово, акциски план за одржлива енергија и клима на општината, предлог програма за измена на програмата за развој на социјалната заштита во Куманово, како и предлог програма за измена на програмата за субвенционирање на здруженија и фондации од општина Куманово за бесплатен посебен превоз за 2024 година. Седницата е со директен пренос на програмата на Телевизија Плюс. Во организација на местната заедница Тоде Мендол, викендов беше одбележан празникот Собор на Свети Архангел Михаил. Традиционално свештени лица од Кумановско-Осоговската епархија ја осветуваа трпезата со славскиот колач, кој подоцна се сече и се дели на присутните. Овогодишната кума на манифестацијата Цветанка Ивановска кумството го предаде за наредната година на кумановката Марија Наковска. Ова манифестација секоја година со традиција се пренесува од колено на колено кај нашите православни сограѓани во местната заедница Тоде Мендол. Ова година чест ми падна да бидам јас кума. Кумството го предадов сега на друга, исто така дама, што до година таа ќе го продолжи ова кумство и манифестацијата и до година би сакала како ова година што имаме присутни полно луѓе и до година да сме во што поголем број. Кумството се предава на оние луѓе кои сакаат да го прифатат кумството, за до година се пријавуваат претходно и сега на денот на прославата си го предаваме кумството еден на друг. Во периодот од 20 до 22 ноември годинава гимназијата Гоце Делчев беше домаќин на ученици и наставници од Романија и Турција кои се учесници во проектот Животната средина и математиката. За оваа мобилност учесниците имаа подготвено презентации за водениот и земјениот екосистем во својата земја. Имаа работилница за која изготвија план за заштита на екосистемите, а потоа символично засадија дрвца во училишниот двор, информира координаторката на проектот од Македонија Валентина Карамфиловиќ, професорка по математика во гимназијата Гоце Делчев. Покрај работилниците биле во посета на кањонот Матка и музеот на ЕВН во Скопје, заливот на Коските и Свети Наум во Охрид, со што и самите се запознале со нашите екосистеми. Презадоволни од организацијата и нашите природни убавини заминаа со ветување дека пак ќе ја посетат нашата земја, вели Карамфиловиќ. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово викендов пронашле 5 мина мигранти од Сирија во кумановското село Речица, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според МВР, лицата биле пренесени во транзитниот центар Табановце за понатамошна постапка. Граѓаните на Куманово кои што имаат хаварисани возила имаат уште неколку дена да ја искористат услугата која ја нуди општина Куманово за бесплатен транспорт на возилото до лиценциран отпад за железо. Сопственикот треба да биде присутен на процената и за возилото ќе добие паричен надомест. Акцијата почна на 28 октомври, но засега интересот е незначителен. По истекот на акцијата за бесплатен транспорт на хаварисаните возила, задолжените служби ќе почнат со отстранување на возилата кои со години зафаќаат простор на тротоарите. Според првичните информации од комуналните инспектори, само во централното градско подрачје во општина Куманово има 70 на автомобили кои со години стојат на иста површина. Полицијата ги проверува сопствениците. Едноставна, брза и практична постапка, велат кумановци кои веќе ја искористиле бесплатната услуга. Од општина Куманово апелираат граѓаните да ги искористат следните неколку дена за отстранување на возилата во неисправна состојба. Во спротивно следуваат прво опомени, а потоа и казни.
45-годишен Кумановец бил приведен вчера, откако при претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, била пронајдена кафејава прашкаста материја, информираат од Министерството за внатрешни работи. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, стои во соопштението. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека изминатата ноќ по 1 часот во полицијата било пријавено дека во казино на плоштадот Нова Југославија бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу двајца кумановци. По целосно документирање на случајот против нив ќе следуваат соодветни поднесоци, соопштија надлежните. Две победи и еден пораз за кумановецот Данило Методиевски од кикбокс клубот Предатор на интернационалниот куп во Кутина, Хрватска. Тренерот на Методиевски, Јован Крстевски, вели дека првпат учествуваат на овој куп, на кој учество земаат 700 надпреварувачи од дури 84 клубови и со овој настап ја заокружуваат успешно 2024 година. Ова најверојатно не е последен надпревар за оваа година. Во 2025-та ќе донесеме злато, ветува Крстевски.